Со оглед на тоа што како прва точка на дневен ред на Конститутивната собраниска седница беше формирана верификационата комисија, таа ќе треба да председава, при што ќе треба да го разведе извештајот од Државната изборна комисија за спроведените избори на 11 декември, а во 14:30, како што е најавено, доколку заврши до тогаш со работа, верификационата комисија ќе продолжи и собраниската конститутивна седница, на која што остануваат уште неколку точки на дневен ред, односно треба да им се верификуваат мандатите на избраните народни представници. 118 се присутни од вкупно 120, потоа треба да биде избран председател, заменик на председател, членови и нивни заменици на комисијата за прашања на изборите, а веднаш потоа исто така како последна точка на дневен ред треба да биде избран и председател на Република Македонија. Со конститутивната седница председава собранискиот спикер од претходниот состав Трајко Велјановски. Сепак откако почна седницата, процедурална забелешка имаше Оливер Спасовски од СДСМ, кој што рече дека со конститутивната седница треба да председава најстариот пратеник од редовите на пратениците, бидејќи тоа досега било така пракса и покрај измените во деловникот од 2008 година, сепак на тоа собранискиот спикер Велјановски врати дека водењето на седницата му го возможуваат токму измените на деловникот за работа на собранието. Во продолжение еве ги овие изјави од Оливер Спасовски и Трајко Велјановски. Сметаме дека господинот Велјановски во овој момент не треба да председава со седницата конститутивна во собранието, заради тоа што и парламентарната пракса и деловничките одредби говорат дека најстариот пратеник во собранието на Република Македонија, највозрастниот по години, треба да председава со конститутивната седница. Се повикувате на членот 9, ставот 2, врз основа на тој член дека имате право да председавате, меѓутоа не го читате ставот 1, во кој што се укажува дека доколку поранешниот председател не ја свика седницата, ја свикува највозрастниот пратеник во собранието на Република Македонија и тој председава со таа седница која што ја свикува. Дополнително како аргумент ќе ви понудам. Се повикувате на промена на деловникот на собранието на Република Македонија. Промената не е направена во 2008 година, значи ниту во 2011, ниту во 2014 година. Вчера разговараме на работна средба, има секако разлика измеѓу праксата и деловникот и ја мислам дека деловникот преовладува во примената. И така треба да го правиме. Како што споменав, потоа ќе треба да им бидат верифицирани мандатите на новите избрани пратеници, да се избере комисија за избор и именување и исто така да се избере и председател на собранието. Од 120 пратеници во овој 9 поред собраниски состав, 62 се нови, 58 пратеници се од претходниот собраниски состав. Инаку денеска напладни исто така имаше и брифинг кај лидерот на ДОИ Али Ахмети, брифинг на кој што беше кажано дека е изготвена, односно е договорена платформа за настап на албанците во однос на преговорите за формирањето на влада. Нешто подоцна во следните информативни изданија на вестите ќе ја проследиме и таа изјава. Остануваме ние во собранието доколку во 14:30 заврши со работа верификационата комисија, се очекува да продолжи конститутивната седница токму со оние 3 точки на дневен ред кои што остануваат.